Подпредседателе, кратко само една-две реченици. Се согласувам со двајцата, со колегите што изнесоа досега. Јас само една работа сакам да кажам, а тоа е дека кога веќе гласаме за кризна состојба, би било добро и ние како пратеници, барем оваа комисија, ако не мора на цело собрание да биде запознавано, барем оваа комисија да биде запознаена со причините за продолжување на состојбата, односно да добиваме некакви материјали, односно прегледи, пресеци, да видиме дали навистина имаме потреба од продолжување на таа состојба. Значи да видиме дали бројот на мигрантите оди се зголемува или се намалува. Ние гледаме од медиумите, значи следиме отворени медиуми, отворени извори, каде што да, на некои места се кажува дека се зголемува бројот, меѓутоа официјални податоци, барем јас како член на оваа комисија немам видено, не знам дали вие како подпредседател сте виделе, и ценам дека такво нешто е потребно, таков материјал да биде поделен заедно со, значи како прилог на ова што го добиваме. Тоа е првата работа. И втората работа е што би сакал да се надоврзам на колегата Павле Трајанов и на колегата Бране Петрушевски, а тоа е да се градат капацитети во Министерството за внатрешни работи. Тоа го зборувавме и на предходните седници, односно ако во Министерството за внатрешни веќе имаме гранична полиција која што е задолжена со мисија, односно со задачи да ја чува границата, ценам дека веќе требаше досега да има развиено соодветни капацитети, да нема потреба од учество на армијата, затоа што таму од армијата учествува една многу мала единица и мислам дека реално само символичното учество на армијата дека нема потреба. Реално, ако навистина има потреба, ако има наплив на мигранти, ако има такви информации од службите, во даден момент владата е овластена да прогласи соодветна, односно кризна состојба на соодветното подрачје и во рок од неколку часа, односно неколку дена, таа да биде активирана. Значи, зборувам за армијата по налог на председателот. Така да, од тој аспект, она што го спомнува колегата Бране Петрушевски, јас исто така сакам да кажам дека може да дојде и до злоупотреба на армиските сили. Најново што го слушам, а не знам дали е точно, ќе видиме деновиве дали е точно, и ако е точно, апелирам да не се случи, тоа е имаме некоја информација дека армијата во услови на криза, како што е сега, да кажеме, и се доделуваат задачи да го обезбедува затворот Идризово. Значи, затворот Идризово наводно требало да биде обезбедуван од армијата, надворешниот периметар, што ценам дека е крајно непрофесионално, дека ги надминува уставните рамки, законските надлежности на армијата и може да се случат несакани последици. Значи, неврзано зборувам со конкретнава кризна состојба доле на граница, меѓутоа под кризна состојба и се дава можност на владата да употребува единици од армијата дури и на останатиот дел од територијата, и затоа апелирам ако тоа е така, значи да не се случи, затоа што под ковид, знаете дека под ковид армијата беше употребувана, како што кажа Петрушевски, и за болници, и за училиште, и за, не знам, објекти кои што не се во надлежност на армијата, односно армијата нема надлежност. Благодарам.